На 14 октомври, понеделник, со почеток во 19 часот и 30 минути, во малата сала на спортскиот центар Борис Трајковски, ќе биде официјалниот старт на новата сезона на Бизнис лигата на Македонија. По четврти пат кај нас, Бизнис лигата на Македонија ќе биде место каде ќе се соберат вработените од најуспешните компании во земјава, за да се забавуваат, рекреираат, да си ги одмерат силите во мал фудбал и да остварат нови бизнис контакти. Сакам да потенцирам дека Бизнис лигата е сублимат од едно организацијско искуство кое го има Филип и спортското искуство кое зад себе го има Младен, и сметам дека даде еден различен инпут на спортска свежина на пазарот и даде еден натпреварувачки дух каде што доживеавме секакви искуства. Оваа година сметам дека споредбено и компаративно со минатите искуства ќе имаме исто успешна сезона како што имавме и дека тим менаџерите ќе си ги постигнат нивните цели. Верувам дека ќе се отворат и големи бизнис контакти помеѓу самите компании, бидејќи оваа лига пред се има комуникативен карактер помеѓу компаниите, а потоа и оној спортски и натпреварувачки дух кој што видовме секој знае да завршува и позитивно и негативно на секогаш со смирени страсти и се надминува да се појави. Голем број на компании и лица кои што се вработени во компаниите беа дел од лигите во минатите години. Сметаме дека сите задоволни беа дел од оваа приказна и дека искуството покажува дека оваа сезона ќе биде се подобра лигата, а верувам дека и на локално ниво ќе се развива во другите градови како Битола, Штип, Гергелија, бидејќи и тие градови имаат еднаков капацитет и развиени компании како и во метрополата. Го задржуваме истиот систем на натпреварување со Final 8 турнирот. Размислувавме да направиме едно кружно натпреварување, но во едно кружното натпреварување сами знаеме ја губиме неизвестноста. Значи може да се деси на 4-5 кола пред крај на првенството да ние више знаеме кој е победник, а знаеме дека Бизнис лигата е класа со неизвестноста и затоа имаме тој Final 8 турнир. Бизнис лигата е пред издружење, тимбилдинг, за остварување на нови бизнис контакти и кај нас секогаш така и сега резултатот ќе биде во втор план, а забавата во прв план. Оваа година ќе има и мали измени во правилата на игра, со цел да се заштитат играчите. Оваа година Бизнис лигата има две нови измени и тоа по направен лизгачки старт. Играчот се исклучува 2 минути, а играта продолжува со индиректен слободен удар. Другата измена е доколку екипата со исклучен играч прими гол, исклучениот играч веднаш се враќа во игра, а ако даде гол, тој останува се додека не помине времето за кое тој е исклучен. Да кажам и на ферварите да бидат во рамките на ферплејот, да се почитуваат правилата на фудбалската игра, кој е подобар тој нека победи. Во следните 8 месеци, 18 екипи ќе се борат да остварат што е можно подобар пласма на табелата, да влезат во најдобрите 8 и во елиминационото коло да го освојат шампионатот. Бизнис лигата веќе 4 години важи за најголемото спортско случување меѓу бизнис елитата во Македонија. All I really gotta say is that that's how people gonna get